Молку од институциите кои треба да го регулираат трошењето народни пари на државна помош. Комисијата за заштита на конкуренција не одговара на прашањата како ќе постапи по представката од Сдруженијето на инженери за одобрување од скоро 50 милиони евра на грчки Митилинеос за изградба на гасна централа во Скопска железара. Дали новата председателка на комисијата, Ана Николовска, која што беше назначена на местото на Владимир Наумовски, непосредно пред спорните закони да бидат ставени пред пратениците, ќе го слушне гласот на експертите и ќе даде негативно мислење. Всушност, назначувањето на Николовска, која има извршувано повеќе функции како кадар на СДСМ, се случува во моментот кога нејзиниот подпис е клучен за одлуката за бизнисот која ќе му донесе на инвеститорот милиарди. Интересно е па што токму на оваа 140-та седница на почетокот спикерот најави дека е извршена ново назначување на директорот, односно председателот на таа комисија. Сега има некој нов председател на таа комисија, некоја господја, која што веруваме баш сега ќе има прилика да работи со комисијата и да покаже дека ќе ги заштити интересите на Република Македонија. Во минатото, Николовска беше казнета од антикорупцијска зашто немала доставено анкетен лист како член на Комисијата за заштита на конкуренција, а случајот се затвора кога си ја платила казната, оти не го пријавила имотот кој го поседува. Нејзините служби денеска не одговорија на прашањата поставени од Алфа, како ќе одлучи за представката за случајот Митилинеос. Ни по една недела, откако ни побара време да провери, нема одговор ни од државниот правобранител, какво мислење дал пред законите да дојдат во собрание и кога е дадено истото. Зошто институциите молчат и не ги одговараат прашањата кои се од огромна важност за енергетската иднина на Македонија? Токму поради нетранспарентноста и невклученоста на експертската јавност, антикорупцијска во минатото предупредуваше дека во одредбите од Законот за стратешки инвестиции има опасност за корупција, но нивните забелешки не се земени во предвид. Нетранспарентноста на институциите оди дотаму што не откриваат кој се бил вклучен во пишувањето на законите за така наречените стратешки инвестиции. Сдруженијето на инженери официјално достави барање до владата за да им ги достават актите со кои се определени координаторите на проектите, кои се членовите на комисијата и експертите кои преговарале за стратешките инвестиции.